новото издание на Сеза најмалите зборуваме за здравието, развојот и учењето кај децата, но и за инспирацијата што доаѓа преку игра и убави приказни. Ќе добиете корисни совети од доктори, ќе се размислите за изучување на кинески јазик и ќе учивате во анимиран филм за крај. Останете со нас. Падовите на глава кај децата се чести, но кога треба да се загрижиме? Доктор ни објаснува кои симптоми не смеа да се игнорираат и како правилно да реагираат родителите. Корисни совети за секојдневни ситуации. Најчесто децата паѓаат во она време кога учат да одат. Тоа е некаде меѓу првата и втората година, втората и третата година, ама тука негде меѓу 1 и 3 години се најчести падови на глава и најчесто се случуваат од сопствена височина и најчесто се случуваат во домашни услови. Така да во 90, ајде да речам, ајде да не говориме во проценти, меѓутоа во огромен број случаи тоа се бенигни појави кои што најмногу ги потресуваат родителите, а децата многу често без нека поголема травма поминуваат низ нив. Интересно е тоа што многу повеќе паднати деца на глава имаме ако се првородени, јавени на лекар, а многу помалку второ, трето и понатака родени деца. Така да веројатно околу тоа прво дете е најголем стресот. Вообичаено веднаш штом падне детето започнува да плаче. Така ќе детектираат родителите падот, освен ако не се случува пред нивни очи. Кога ќе падне започнува со плачење и многу често има ради стресот, плачењето и целата мини драма што се случува семејна, многу често повраќа еднократно. Така да тоа еднократно повраќање многу ги плаши родителите, заради тоа и се јавуваат на лекар. Меѓутоа мора да знаеме дека тоа не е поврзано со потрес на мозокот или некаква повреда на главата. Така да во тие околности доаѓаат кај нас, ние ги прегледуваме апсолутно, правиме невролошки преглед, неврохируршки преглед, невролошки статус го восстановуваме и после тоа превземаме одредени действија. Действијата, пак ви велам, во најголем број случаи се само обсервација, после која што детето здраво, право, весело или поспано, во зависност од тоа како му е кој дел од денот е, го враќаме дома на понатамошно мирување и после првиот, вториот или третиот пат мислам дека полека и самите родители знаат кога треба да се јават на лекар, а кога не треба. Во кои случаи се јавуваат на лекар, доколку се појави повреда на кожата, на интегритетот на кожата, значи ако имаме некаква рана која што би требала да се сошие, доколку детето ги измени своите секојдневни навики, односно почне да станува длабоко поспано, да повраќа многукратно во големи млазови, доколку спие, а тие не може да го разбудат, одбива да јаде, станува безволно, значи доколку се измени дневната рутина, тоа се обично мали деца со своја дневна рутина, доколку се измени таа дневна рутина, препорачуваме веднаш да се јават на неврохирург. Па станува на проценка на родителите, сепак доколку е тоа повреда од поголема височина, доколку е тоа повреда и удар врз некој тврд предмет, доколку постои рана, нема тука што да се чека. Ама ајде да нагласиме уште еднаш дека пак 9 би рекол од 10 падови се при учење на одење од сопствена височина и најчесто се паѓа на теписован тепих или паркет, ама па сега ако има повреда од ивица на маса, ако има рана и у некои слични околности, тогаш мора да има лекарски преглед. Новороденчињата не се навртат, тоа се бебиња веќе кои што може да се вртат, па знаат да паднат од кревет, мораме да знаеме дека се многу поотпорни на било каков пат, колку старееме, толку стануваме понеотпорни на повреда. Значи тие мали бебиња, доенчиња да ги кажеме, се прилично отпорни, најчесто паѓаат од нека многу мала висина, одејќи кревечињата за деца се веќе поприлично ниско, значи над подот. Така да често добиваме бебиња кои не ги виделе дека паднале. Поголем е стресот кај родителот, бидејќи мајката или таткото иделе да земат нешто од кујна или да донесат нешто и во тој момент секогаш се случува нели проблемот. Падот тогаш ги носат на преглед, но тие деца немаат повреда на коските на главата, немаат повреда на интегритетот на кожата, така да сите проаѓаат добро. Ама пак повтарам, доколку испаднат корпа додека при транспорт, додека падне надвор, ако испадне на некој родител од раце, се случи нешто друго, сепак што не е нешто вообичаено, препорачуваме да дојдат на преглед и консултација. Посериозни состојби се повреди кои што би имало кршење на коска некој од черепот, кои што би имало некои интракранијални, тоа значи во черепот крварења. Најчесто тие настануваат при сообраќајни незгоди или при пат
од височина, кога се повредува темпоралниот дел на главата, тоа е коската која што се наоѓа над пулвото, тој дел од черепот. Тука кога ќе настане повреда, знае да се појават тие крварења кои што некогаш може да вдарат симптоматологија и 24 часа после повредата, у некои ретки случаи дури до 72 часа. Така да мислам, знаејќи за овие епидурални хематоми, всушност родителите доаѓаат толку многу често на преглед и се секираат, бидејќи се плашат да не се случи нешто од ваков тип. Ама пак повторам, потребна е голема кинетичка енергија, тоа значи стопрекајна незгода, или пат од височина, удар со таа предмет со многу заврзување, за да настане некоја слична повреда. Во овие случаи децата се хоспитализираат, доколку ние процениме, правиме компјутеризирана томографија и тоа е важно да го знаеме, дека компјутеризираната томографија е златен стандард за дијагностика на повреди на главата, а не магнетната резонанца. Иако магнетната резонанца е супериорна во сите други сегменти, сепак е повредите се уште компјутеризирана томографија од златен стандард. Значи ја правиме таа томографија, ги примаме во болница и проценуваме според наодот клинички, според прегледот и според наодот на компјутерските снимки, дали е потребна некаква и неврохируршка интервенција. Повредите настанати при спорт најчесто има и некој вотрсен кој што може да ги процени, па така да добиваме адекватни проценки од наставникот или по физичко или тренерот или кој е таму родителите. Меѓутоа сме имале случаи каде што во тепачка нели на малолетници на деца има сериозно нанесени повреди на черепот кои што барале итни интервенции и кои што не секогаш завршуваат идеално како што ние сакаме, така да и ова е еден апел за сите нас возрастни да внимаваме и на воспитувањето на децата дома, меѓутоа на нивното однесување надвор. Дали знаете дека јазик може да се учи преку игра и забава? Запознаваме наставник по кинески, кој вас ќе ве натера да се влюбите во овој јазик. Ќе откриеме како раното учење отвара нови хоризонти. Кинески, јас сакам да кажам дека е гимнастика на умот. Значи, тој е еден многу, освен што е интересен, многу логичен јазик и буди имагинацијата и логиката кај учениците, посебно кај децата, кои што се полни со нетрпение. Тие знаат и да си играат со знаците, па да си прават и своји зборови, кои што нели не ги учеле претходно, па сакаат да погодуваат. Во тој сегмент е доста интересен за изучување, баш таа љубопитност што имаат само децата, е таа која што ги поттикнува да го изучуваат кинескиот јазик. Кинески јазик, како возраст да речем, или како и сите јазици, што е можно порано, тоа е подобро. Заради пишувањето на кинеските знаци, рачењата треба да бидат спремни за тие кинески знаци, затоа што не се букви, а од друга страна пак секогаш се пријавувале деца кои што биле страшно талентирани за уметност, за цртање конкретно, за музика, за свирење на некој инструмент, така да бидејќи тоа е склоп на јазик, склоп направен од уметност, цртање знаци, слики, калиграфија на некој начин да кажем, убаво пишување, музика, затоа што има 4 тонови. Кинескиот јазик се дели, значи, на дел од знак кој што се вика радикал и кога ги комбинираме тие делови од знаци во еден знак, многу лесно и брзо се совладува затоа што имаат цела една приказна за нив. Слушаме многу песнички со во помалите групи, со помалите дечиња, играме игри со зборови, со нижење на тие зборови. Работиме вежби, работиме калиграфија, имаме цртање, имаме сечкање на кинески знаци кои што нели тие ќе помогнат многу полесно да се запомнат, тоа да биде преку забава, значи ако користиме алатки онлайн кои што ни помагаат со прстињата да нацртаме, маусот ни е тука, нели кој што ни помага цртички да напишеме, да оформиме знаци.
си има и предности, си има и мани. Значи, но пак ќе ги напоменам сите можни нови игри адаптирани за возраста, кои што можеме да ги најдеме онлайн. Во секој сегмент ни помага да имаме еден поинтересен интерактивен час. Тој е еден курс кој што трае 8,5 месеци, 9 во целата учебна година. Опфаќа читање, пишување, граматика, слушање на кинески јазик, па така и ги подготвуваме учениците за оној официјален кинески тест кој што се прави секоја година во соработка со Институтот Конфуци. Тестирањето кое што е како TOEFL на англиски, во кинескиот HSK. Кинески јазик не се совладува никогаш, неисцрпен е, постојано се учи, јас постојано учам. Официјално се потребни околу 5000 кинески знаци за да можеме да имаме некое високо ниво на образование. Со 3000 кинески знаци се комуницира на сите теми. Може да се следат вести, телевизија, значи да се разговара буквално на секоја одредена тема, но не во детали. Една година трае курсот за завршување на прв степен, се учат приближно 1000 кинески знаци. Доволно е да можеме да се најдеме во Кина и да можеме да се снајдеме во Кина. Со сите нив да прочитаме, да не сме гладни, да не сме жедни. Децата можат и како да се вклучат и вклопат во целиот тој склоп, затоа што сега живееме едно модерно време. Децата од пред 10 години на кои што им предавав и децата на кои што сега им предавам во овие година-две, воопшто не се исти деца. Тие се напредни многу повеќе од сите нас возрастни, дури и од мене како учител, значи доста учам и јас од нив. Истражуваат постојано, значи Кина е веќе блиска за нив, не е како на времето кога учев јас. Има што да се научи од таму, дисциплината е една од навиките кои што ја ги добиваат учениците после изучување или во текот на изучување на кинеските знаци. Сега се е поедноставено за разлика, мислам, еден обичен знак што не го знаеме, можеме многу полесно да го најдеме преку сите можни реченици што ги имаме онлайн, нели? Веќе и се прават настани кинески тука, амбасадата вложува многу во тој сегмент, Институтот Конфуци исто вложува во тој момент. Веќе стана Кина многу поблиска до сите нас и тоа е огромна предност за учениците да можат повеќе да чујат, да се заинтересираат, да научат, да има каде да го применат јазикот, да се дружат. Би рекла, многу можности за тие сега се малечки, нели, можат и во повозрастните кога би се вклучиле, можности за студии во Кина кои што се потполно платени, можност да се посети Кина во вид на надпреварувачки дух оние ученици кои што имаат, да се дружиме со луѓе кои што се дојдени од Кина, да можеме кога ќе ни дојдат кинески туристи да ги прошетаме. Потребни ни се луѓе кои што ќе знаат кинески на нашиот пазар, дефинитивно. Разговараме за грижата, развојот и поддршката на предвремено родените бебиња. Доктор споделува стручни совети и охрабрувачки информации за родителите. Секој чекор е важен. Вообичаено е дека смета за терминско раѓање се што е после 37 гестацијска недела. Значи се што ќе се заврши со породување пред полни 37 недели се смета за предвремено породување и таквото дете се смета за предвремено родено или недоносено дете. Обично тие се и со помала тежина. Значи најчесто тие се деца под 2500 грама, меѓутоа не е тежината, реков, пресудниот фактор. Пресудниот фактор за да кажеме дека е недоносено е трајањето на гестацијата. Сега тука има подградации, да речем, не се исти сите недоносени. Имаме умерено недоносени деца, тоа се тие кои што се меѓу 34 и 37 гестацијски недели. Тие се обично некаде меѓу 2000 и 2500 грама.
веќе под 34-та недела, значи некаде таму до меѓу 30 и 3-та и 28 29-та недела се сметаат за веќе недоносени деца кои што се умерено недоносени и тие се со тежина под 2000, најчесто и под 1500 грама, и екстремно недоносени деца, тоа се деца кои се раѓаат пред 29-та недела, значи 28 и помалку. Тоа се веќе деца кои што се со тежина под 1200, а најчесто и под 1000 грама, и таа група се всушност и највисоко ризичните новородени по однос на преживување, компликации кои може да се јавуваат и така натаму, значи кај нив има потреба во најголем број од случаи од сериозен третман и следење понатаму во текот на животот. Третманот токму така зависи пред се од тоа со која тежина и во која гестацијска недела се родени децата. Обично се тоа деца кои што се третираат на одели за интензивна терапија. Тоа се одели кои што се посебни, тука престојуваат високоризични деца каде што има соодветна апаратура. Најчестиот апарат кој што го користиме е инкубаторот, во кој што се престојуваат бебињата и кој што треба да на некој начин ја имитира утерусот, матката на мајката, за да престојува толку колку што требало да се заврши бременоста, толку недели колку што требало претходно да трае бременоста за да се роди во термин. Меѓутоа има и други апарати, тоа се апарати кои што служат за мониторирање на виталните функции, апарати кои им помагаат во дишењето на бебињата, бидејќи кај нив еден од големите проблеми е незрелоста на белите дробови. Сите органи се недоволно развиени, меѓутоа белите дробови се најосетливи и најчесто има потреба од поддршка поврзана со дишењето. Така да постојат различни начини има потреба од различни начини на респираторна поддршка. Во овие одели работи посебно обучен персонал. Тоа се доктори кои што се обучени за работа со недоносени и сестри, секако многу битен дел. Мултидисциплинарен е пристапот, тоа се доктори неонатолози кои што се обучени за работа со недоносени, меѓутоа најчесто има потреби од други дополнителни консултирање на доктори со различни специјалности, значи кардиолози, пулмолози, невролози, па некогаш и детски хирузи. Престоите во овие одели за интензивна терапија, лекувањето значи на новородените различно трае, зависно од состојбата во која се раѓаат. Најчесто е поврзана со тоа колку пред време се родиле. Колку порано се раѓаат, толку подолго време трае лекувањето и е да речем со поголем обем. Значи има потреба од повеќе медицински интервенции за да се надмине проблемот. Значи најчесто е поврзано со тежината и со гестатската старост во која се раѓа. Мултифакторијални се причините за да се роди недоносено дете и тие се во голем дел поврзани со состојбата на родилката на мајката. Значи возраста на мајката, премногу млада мајка или постара родилка, мислам на старост, да речеме, не знам, пред 20 години се смета за млада родилка, некаде после 40-45 години веќе за стара, значи возраста е многу битна. Понатаму состојбата во која се наоѓа родилката, значи дали има некакви хронични заболувања пред да забремени, да речеме тука е диабетот, тука се некои други хронични болести на белите дробови на срцето. Хипертензијата исто така е многу битна, која може да се појави во текот на бременост или да имала претходно други некакви хормонски пореметувања. Состојбата во текот на бременост исто така инфекциите кои може да се појават во текот на бременоста може да влијаат да дојде до предвремено породување, различни аномалии на урогениталниот систем кај мајката исто така може да доведе до предвремено породување, една од најчестите причини за предвременото породување. Меѓутоа и некои навики на жените
пред се пушењето, значи пушењето на цигарите, конзумирање на алкохол и други, можеби медикаменти или други, меѓутоа пред се пушењето и алкохолот можат исто така да доведат до предвремено породување. Така да е многу битно следење, посебно во текот на бременоста, бидејќи се работи за голем дел од овие состојби можат рано да се откријат и соодветно да се третираат за да не дојде до предвремено породување. Прематурноста е една состојба која е превентибилна. И многу е битно да се превенира да не се роди дете пред време или ако се роди да се роди што позрело, значи да не биде тоа во оние први да не се роди во оние недели на гестацијата кога ризикот за успешен третман е многу голем, односно преживувањето и компликациите да бидат што помали од третманот. Така да е многу важно следење на бременоста, па и на целата на бременоста пред се, меѓутоа кога жената влегува во репродуктивниот период е многу битно следење од матичен лекар и од гинеколог по потреба, токму за да се превенираат овие проблеми. Следува инспиративен разговор со Меријам Бросова за родителството и вредностите кои ги пренесува на незината ќерка Марта. Знаеш, тоа е борбен дух. Кога сите ти велат дека не можеш, кога 2 години се трудиш и ништо, кога паѓаш, се лизгаш, застануваш и сепак се враќаш. И денес успеа Марта. А сега прашањето е, каде ти се откажа, а може би требаше уште малку да пробаш? Мислев дека сум трпелива, но излезе дека не сум. Да бидам поточна и попрецизна. Например, ќерката моја е баш онака бара дисциплина, прецизност и точност. Ако ветиш нешто, дека значи тоа е тоа. Што си кажал, тоа е. Тука ние не сме 100% сигурни со, например, каков карактер ќе ни се роди детето и секогаш ние се прилагодуваме и гледаме ние да се прилагодиме, но и да учиме нови работи и да се освејуваме. Односно, они ни кажуваат што ние треба да доработиме во животот. Мислам исто дека одговорноста е поголема како што растат. Нели, во која школа активности учело, не учело друштвото, значи ние се правиме за да ги тераме на прав пат и односно тие проблеми, но и одговорности кои што се бараат од родителите. За девојче треба многу да се внимава да е мека, силна, значи да не е во двете крајности, да сака, но и да постави граници или да не се изгуби во љубовта. Девојчињата, например, сакаат најчесто, мислам, секое дете сака да си е прифатено. И тука кога сме кај самодовербата, не е битно само да се фали детето, него и да се прифати кога греши или кога не му оди баш. И да се направи некоја средина од друштво и деца, каде што оно ќе е видено значајно и прифатено. Вака Марта оди класична, не оди целодневна, така да послам тоа е цел ден слободен и гледам да е исполната со активности. Сега има некои предиспозиции, кој например танц и музика, така да некако тој дел го форсираме и сметам дека сега децата имаат стварно големи
можности да ги развијат своите таленти и да се пронајдат во она што се. Сега на родителите ми е претешко, бидејќи долг времеменски период двајцата родители работат, но се бара квалитетно време, а не ти си го однел до една активност, си го вратил, си му дал да јаде, значи имаме родители без разлика може да жената да е цел ден дома, но да нема квалитетно време, така да некогаш подобро е 10 минути квалитетно време да си го прошошол со сопственото дете и да се сконцентрира на целата таа игра, однос или разговор. Марта сега многу сака цртање, нешто пак и се атрактивни лол, барбики, нешто така е сега у таа пак фаза и цело време тоа кажува. Значи, имав една ситуација, пријателка со две деца, едното дете и отиде на зимување и вика, леле, со едно дете, значи само мамо е готова, така да стварно треба друштво, они сакаат игра, па цело време ја бара таа игра од, например, родителот, но исто така зависи со каков карактер ќе се роди детето и како ние потоа ќе му ја обезбедиме средината на развој. Значи дали ќе се развива безбедно и ќе дели и ќе има пријатели, но единиците исто зна да се, да кажеме, малце поборбени исто, затоа што они се само едни и едноставно борбата е во друштвото, не е меѓу братчата. Кога ќе си легнам и кога ќе си станам, бидејќи двете сме живи и здрави, имаме услови, така да ето тоа е, нели, кога ќе станам и кога ќе си легнам. За крај уживаме во топла анимирана приказна за прифаќањето и самодовербата. Еднорогот Телма. Еднорогот Телма е весел, музички и инспиративен анимиран филм кој на децата им носи магична приказна за соништата, пријателството и прифаќањето на себе си. Филмот ја следи Телма, обично, но добронамерно и талентирано којнче кое сонува да стане еднорог и да биде посебно. Кога нејзиниот сон ненадејно ќе се оствари, таа влегува во свет полн со слава, блескави бои и музика. Но набрзо сваќа дека вистинската среќа не секогаш се крие во популарноста. Филмот е во продукција на Netflix Animation, а се базира на популарната сликовница од австралискиот автор Арон Блейби, познат по духовитите и поучни приказни за деца. Режијата ја потпишуваат Джаред Хес и Лин Ванг, кои создаваат динамичен и разигран анимиран свет, збогатен со музички номери и впечатлив визуелен стил. Снимателската и анимацијската екипа посветува големо внимание на деталите, боите и емоциите, со што филмот станува вистинско визуелно уживање за најмладите. Филмот испраќа силна порака дека секој е вреден токму таков каков што е, вистинската среќа не доаѓа од изгледот или славата, пријателството, искреноста и самодовербата се најголемата магија. Еднорогот Телма е филм кој истовремено забавува и поучува, одличен избор за семејно гледање и разговор со децата по гледањето. Ви благодариме што бевте со нас во Се за најмалите. Се гледаме повторно со нови теми, совети и приказни кои ги радуваат децата и родителите.